фрапантни податоци за слободата на изразување во Македонија, загрозена новинарската професија до степен што новинарите ја живеат неизвестноста. Ова го потврдуваат последните истражувања на експертите. Ситуацијата е сложена не само поради тоа што владата има интерес да ги контролираат медиумите, туку тоа го сакаат и тие што се во опозиција, за да дојдат на власт, капиталисти и различни други групи, така што новинарите во Македонија се во најголемото искушение досега и самата професија е загрозена до таа мера што самите се прашуваат која е иднината. Само со професионализам и со саморегулација може да се извојува слободата на изразувањето. Едини начин е да новинари поштују професионални вредности, али и да буду солидарни. Имаме обврска за избалансирано известување, да ги почитуваме професионалните вредности, но и да бидеме солидарни. Саморегулација е, по мојом мишљењу, први корак за побољшање ситуација. Мислам дека она што треба да се направи во иднина, тоа е едно системски промени во однос на слободата на изразувањето, од што ќе произлезе потоа и слободата на медиумите, а тоа е сериозни промени во однос на некои сегменти кои се особено важни, речеме, не знам, воспоставувањето на вистински радиодифузен систем. Не е во прашање колкава слобода на изразување имаме, туку колку ги почитуваме професионалните стандарди. И покрај сериозниот проблем со слободата на изразување во земјава, досега во Европскиот суд за човекови права нема процесуирано тужба од Македонија за кршење на слободата на изразување согласно со Европската конвенција за човекови права. Исто така, македонските новинари не ја препознаваат ниту платформата за заштита на новинарите, организирана од релевантни новинарски асоциации. Во досегашното искуство, можам да кажем дека новинарите не се доволно проактивни, што се однесува на пријавување на случаите на таа мапа, бидејќи од колешката која што го покираше регионот, конкретно и Македонија, лично ми кажа дека не се случило минатата година ниту еден новинар лично или по своја иницијатива да прати некоја жалба или пак да ја контактира неа за да извести за било кој инцидент. Инаку на темата дебатираа новинари и представници на невладиниот сектор и европски експерти на обуката што деновиве се одржува во Крушево, организирана од Институтот за развој на Севницата од Тетово.